Речиси половината од населението кај нас се активни пушачи, а последните истражувања покажуваат дека процентуалната застапеност на населението кој употребува тутун не става меѓу земјите во светот со најголеми стапки на граѓани активни пушачи. Според истражувањата на Институтот за јавно здравје, бројот на активни пушачи кај нас изнесува 45,4%, со многу низок процент на луѓе, само 5%, кои успешно се обидели и откажале од пушење во последните години. Пушеме? Ја мислам дека ти по-добро за да го баталат, да не пушат. Мислиме се најлошо за пушењето, ама тоа е тоа. Сум против пушењето. Так. Да, сум против затоа што тоа е лошо за здравјето, без разлика дали се млади или се стари. Нисам пушач, не знам. Па што мислам за пушењето? Дека е штетно за здравјето. Секако е дека е штетно. Нормално дека е штетно. Так. Дали сте пушач? Да, пушач, ајде пушам. За пушењето ли? Апсолутен не пушач сум. 30 години или колку веќе. Освен што многу се пуши, мал е интересот за откажување од пушењето. Во советовалиштата за откажување од пушење, посетеноста е символична. Лани во нив поради овој порок се јавиле само 43 луѓе. Пробаме, не можем. Не. Дали сметате дека е штетно? Многу штетно. Не се обидел, ама да ти кажам. Треба да се прекине. Минатата година најдобриот другар го изгубив. Мислам дека една од причините беше и пушењето. Пушењето меѓу младите останува распространето и се зголемува. Според достапните информации, над 38 милиони млади луѓе на возраст меѓу 13 и 15 години користат некаков облик на тутун. Од 2022 година цените со тутун се зголемија за 110%, но интересот за пушење тие не го намалија. Пушењето е еден од најголемите и најзастапени ризик фактори за кардиоваскуларни, респираторни, репродуктивни, малигни, ендокрини и многу други видови заболувања, велат од Институтот за јавно здравје по повод Светскиот ден на непушењето.